Светот го одбележа Меѓународниот ден на жената, ден кој не е само символ на внимание и подарени цвеќиња, туку и потсетник на долгата борба за еднаквост, права и достоинство на жените. Меѓународниот ден на жената е можност да се потсетиме и на улогата на жените во политиката, простор кој долго време бил доминиран од мажи. Денес, се повеќе жени се вклучуваат во донесувањето одлуки и во креирањето политики што влијаат врз општеството. Борбата во текот на времето донесе значајни промени. Денес, жените имаат поголемо учество во политиката, економијата, образованието и јавниот живот. Но и покрај напредокот, предизвиците се уште постојат. Родовиот јаз во платите, недоволната застапеност на жените на раководни позиции и насилството врз жените остануваат реалност во многу општества. Токму затоа се потсетуваме дека борбата за еднаквост не е завршена. Жените денес се двигатели на промени како лидери, научници, уметници, наставници, мајки и активисти. Нивниот придонес во секоја сфера од општеството е клучен за создавање пофер и поправеден свет. Пратеничка, каде се денеска жените во политиката во Македонија? Па некаде на патот се тргнати. Има подобрување ако направиме споредба декада за декада. Иако сметам дека навистина женското присуство треба не само физички да биде, препознаено, туку и навистина да добие една поголема суштина, што значи дека и не само во застапеноста на квотите во парламентот, туку и на ниво на извршната власт. Треба повеќе можности да им се даде на жени. Сметам дека имаме многу капацитетни женски силни фигури во Македонија кои можат да дадат придонес. И таа е една борба која што се уште трае и еден процес кој има еден подолг пат за изводување. Сметам дека треба да се зголеми женската солидарност, особено во време кога е навистина рапидно зголемена мизогинијата, фемицидот и жртвите на семејно насилство од секаков вид. Не е само доволно пропагандно да се декларира, ниту пак да се осудуваат од кога ќе се случат трагичните случаи, туку и институциите на системот треба да си превземат одговорност, а и сите ние како индивидуи во општествено-политичкиот простор треба навистина со својата проактивно дејство да покажеме дека она што го носиме како закони треба и да биде спроведено на дело. Неодамна Македонија донесе измени во кривичниот законник со кои што овие действија несакани кои што се случуваат изминатиот период се законски регулирани, постои казна, но очигледно нивната имплементација укажува на тоа дека системски државата треба да зајакне со своите човечки ресурси и со чувството на етика и одговорност за одговорностите кои секоја институција ги носи сама со себе. Еднаквоста не е привилегија, туку право, а општеството напредува само тогаш кога сите имаат еднаква можност да го остварат својот потенцијал. Јас секогаш зборувам од персонален аспект, значи да се занимаваш со политика во овие простории, значи во балканските простории е многу тешко. До негде стигнавме, на пола пат сме, но јас лично не сум задоволна, зашто сакам да видам повеќе жени на извршната власт, сакам да видам повеќе жени на градоначалнички места и како претседателки на политички партии. Значи таму кај што се носат одлуки, не само да бидеме процент. Значи жените мора да бидат упорни, ако сакат да ја достигнат својата цел. Тешко е на овој свет, зашто има многу препреки и зашто кога излегуваме на трка не сме еднакви. Ние доаѓаме од домови кај што раѓаме деца, ги гледаме, ги научиме, кај што сите обврски се на наша грб. И кога излегуваш на трка со мажи, значи излегуваш неравноправна. Затоа многу треба да бидеме персистентни ако сакаме да достигнеме тоа што ни е цел во нашиот живот. Јас знам многу упорни жени што многу се успешни во политиката и сакам во иднина и младите жени да ги гледам во политичката сцена
повише. Зголемувањето на бројот на жени во политиката не е само прашање на рамноправност, туку и прашање на подобро и поинклузивно управување. Кога жените учествуваат рамноправно во донесувањето одлуки, општеството станува посилно, поправедно и поодговорно кон потребите на сите граѓани. Затоа, 8 март е и потсетник дека политиката има потреба од повеќе женски гласови. Гласови кои носат промени, диалог и нова визија за иднината.